Почитувани, за 4 месеци 4 огромни корупцијски скандали ја тресат владата на Зоран Заев. Ниту една од овие 4 афери нема правна разрешница. Криминалот и корупцијата станува заштитен знак за владата на Заев. Криминалниот клан кој ја окупира власта во Република Македонија начело со семејствата Заеви и Анѓушеви ја злоупотребува власта за стекнување на лични богатства. Прво, Заеви власта ја користат за купување на големи индустријски гиганти за багателни цени. Трајче Заев за само 20.000 евра го купи индустријскиот гигант Герас Цунев, кој располага со имот од над 7.000 метри квадратни површина. Додека граѓаните макотрпно работат цел свој работен век да купат еден стан или куќа, фамилијата на Заев купува индустријски гиганти за пари со кои не може да се купи ниту една обична гарсонјера. Второ, по стапките на Заев оди и вице-премиерот, мултимилионер и тендераш Кочо Анѓушев, кој со самото стапување на функцијата, наместо за интересите на граѓаните, почнува да работи за интересите на своите фирми. Владата го прекрши изборниот законник и во период пред избори изврши пренамена на земјоделско земјиште во Градежно со цел фирмите на Анѓушев да можат да ја градат хидроелектраната Тополка. Во истиот случај сторено е уште едно кривично дело, при што Анѓушев не чекал одобрението за градба да стане правосилно, туку почнал да гради. Трето, кога се во прашање сметките на Анѓушев, не постои закон. Владата целосно сака да ги укине давачките за електрични литиум-јонски акумулатори кои ги користи фирмата на Анѓушев. Електрични литиум-јонски акумулатори користи фирмата Брако, која е во собственост на Кочо Анѓушев и која овие батерии треба да ги вгради во моторни возила за специјална намена за чистење на улици и патишта со електричен погон. Брако треба да произведе 35 вакви возила во вредност од 2 милиони евра. Со ова личното богатство на Анѓушев дополнително ќе се зголеми на сметка на буџетот кој сите граѓани го полнат. Четврто, Заев се пофали дека ќе дава субвенции на фирма која наводно произведува автобуси, а истата таа има само неколку вработени. Ова отвара сериозен сомнеж дека се работи за начин за испумпување на пари од буџетот. Ова е целосно ставање на државата во полза на неколку фирми во собственост на криминалните кланови на власта. Заради ваквиот начин на работење, граѓаните ќе го казнат СДС на предстојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.